според новите препоръки на светските сдружения за диабет, значи утринската гликемия трябва да биде под 5,6 милимоли на литър. Значи се над тая граница, веќе од 5,6 до 6,1, 6,2, требаат овие пациенти да направат дополнителни испитувања за да потврдиме или исклучиме состојба на диабетес или предиабетес. Значи така за трудниците, да не поменам, значи за трудниците овие параметри се уште пониски, значи утринската гликемија треба да биде 5,2, бидејќи постои една форма, да напоменам за гледачите, која што се вика гестацијски диабет. Оваа форма на диабетес се јавува за време на бременоста, значи трае во текот на целата бременост и после завршениот пороѓај, значи ова состојба знае да се повлечи, пациентите да имаат нормална гликемија. Затоа и апелите наши и се разбира на гинеколозите се да се прават сите рутински прегледи за проверка на гликемијата во диабетес. Тоа е за потврдување или исклучување на диабетес, тоа се прави некаде во 28-та гестацијска недела. Така да, значи, Светската здравствена организација веќе границата за диагноза на диабетес ја спушта значително пониско. Се разбира доколку се направат и дополнителните диагностички процедури, како што е оралниот гликоза толеранс тест. Тоа е едно испитување кога на пациентот му наложуваме да испие одредена количина вода со шеќер и го мериме нивото на шеќерот во крвта после 1 и после 2 часа. Доколку веќе после 2 часа нивото на гликемијата е над 9, тогаш веќе можеме со сигурност да кажеме дека пациентот има диабетес и треба да се започне со соодветна терапија. Меѓутоа, постои и форма на предиабетес, кога имаме значи гранични вредности на утринска гликемија и постпрандијална гликемија или гликемија измерена после јадење, кај овие пациенти значи со правилна исхрана и со промена на начинот на живот можеме значително да го одложиме времето на појава на диабетес.